На првата наредна седница на ЗЕЛС, градоначалниците ќе го отворат случајот Рамис Мерко, кој се најде на црната листа на САД поради корупција и мешање во судски процеси. ЗЕЛС е непрофитна организација и единствена национална асоциација во која на доброволна основа членуваат сите 80 општини. Но ние не можеме да го исклучиме, вели охридскиот градоначалник Пецаков, кој е член на управниот одбор на ЗЕЛС. Дека имаме можност да го исклучиме, не, тој не е ниту осуден, ниту било каков друг проблем, туку е ставен на црна листа на Америка заради корупција и така натаму, која што државата после ставањето на црната листа каже дека ќе испитала и видела дека има доста недостатоци. Видите, ние не треба да чекаме некој да ни каже дали е корумпиран или не. Ние треба да имаме систем, односно правосуден систем кој што тоа ќе го работи на дневна основа, не поврзано со градоначалникот, него со било кој друг. Ова не е ништо ново што не се случило во последниве 30 години. Проблемот е што не се превзема ништо. А кога ќе видиш дека корупцијата поминува неказниво, таа ќе се повторува, вели универзитетскиот професор Љубомир Кекеновски. Тој беше дел од експертите кои работеа на донесување на мерки за стеснување на просторот на корупција во установите. И оно што е опасно, мислам што ја игнорираме дури и теоријата во овој контекст. Знаете, секое општество кај што има долга корупција, тоа е култура на корупција. Или имате општество кое е длабоко вкоренето во оваа култура на корупција, на екстрактивни институции кои работат за еден мал дел на луѓе. И додека судските органи и јавното обвинителство ги испитуваат неколкуте се уште активни предмети за повеќе дела кои се водат против него, дел од нив заглавени во предистрага уште од 2015 година, Мерко се огласи преку Фејсбук за да порача дека ќе ја доставил навреме сета потребна документација, бидејќи секогаш бил транспарентен за органите на правдата. Инаку ова е четврт градоначалнички мандат на Мерко. Во претходните 3 против него беа поднесени 14 кривични пријави, но само еден предмет е процесуиран во Струшкиот основен суд.